Креирањето од добра бизнис клима и фер работни односи се главен предуслов за да се спречи миграцијата и иселувањето на младите работоспособни лица од источниот регион. Таков е заклучокот од тракалезната маса што Сдруженијата Ини од Виница и Надеж од Македонска каменица ја организираа во Виница и во Кочани во рамки на кампањата за заштита на работничките права под мотото "Граѓанинот е најдобар инспектор". Истражувањата и добиените податоци за непочитувањето на законските одредби во врска со заштитата на правата на работниците се загрижувачки, особено поради впечатокот дека постапувањето на надлежните не се соодветни на состојбата на терен, беше речено на работната средба во Кочани. Согласно податоците што ги имаме од граѓанскиот сектор, пријавувањата во делот на прекршени работнички права е дури 6 пати поголем во однос на постапувањата и пријавувањата кои што се во самиот трудов инспекторат. Сакаме да ја подигнеме свеста на граѓаните дека овие фирми постојат за да можат тие да ги имплементираат своите вештини, да заработуваат достоинствено, но од друга страна заедно со бизнис секторот да најдат заедничка формула, заеднички јазик за да можат сите заедно да бидат попродуктивни. Според истражувањата со проектот на невладините организации, прекршување на работничките права има во целиот источен регион, па и во Кочани. Иако со доаѓањето на странски инвестиции, овде има известно поместување во позитивна насока. Кочани е едно од местата кај што имаме и странски инвеститори и тоа е добро за самата општина, меѓутоа и за самиот регион, затоа што во самата општина доаѓаат работници и од други места, како што е Македонска каменица, па дури од Делчево, Пехчево, Берово и така натаму. Дали тоа од една страна значи дека е можност да биде Кочани и регионален центар, можеби и бизнис центар за целиот овој Пијанечко-Марешевски регион, но и за Кочанскиот регион. Од друга страна може да биде и можност, доказ дека во Кочани може да имаме позитивна бизнис клима, задоволни граѓани, работници кои што ги знаат своите права и пред се трудов инспекторат кој е во служба на граѓаните, на работниците и кој што ќе постапува превентивно за да создаде уште подобри услови за да може бизнисот да се развива во Кочани. Проектот за заштита на работничките права ќе продолжи во наредниот период со организирање слични трибини во Штип и Пробиштип. Забелешките од одржаните работилници во 6 градови во источниот регион ќе бидат испратени до Министерството за економија и до Министерството за труд и социјална политика, како поддршка пред изготвувањето на новиот закон за работни односи.